го осудувам тоа што има тие такви некои мислења за театарот, зашто не е тоа реално. Ти исто како да мислиш дека на филм ако двајца бидат заедно, дека и во вистински живот се заедно. Мислам буквално истата работа е. Да. Глупо е. Фала ти што дојдеш еднаш. Тоа го снимам многу. Јас сега знам повеќе од 3 работи за тебе. Знам дека се бавиш со глума, дека си на ФДУ, дека сакаш тоа да биде театар и дека имаш спремни монолози за вакви разговори. Па да, извежбано ми е, право да ти кажам. Например, некој кој ќе ме праша за мене нешто да кажувам и одма почнувам тука со моите монолози. Вака и вака, ова и ова, тоа и тоа, вака и она и ова и ова, и се кажувам и јасно е. Како презентација ми е, како PowerPoint. Добро, кажи ни го спремно. Кој е Давид, што прави Давид? Добро. Давид е човек кој што се бави со глума, мислам сега учи да се бави, порано се бавеше аматерски. Почнав да се бавам со глума од мои негде 10 години. Првото мое драмско студио беше во Универзална сала, од игра до представа се викаше, таму бев некои година и пол до 2. Потоа почнав да синхронизирам турски серии, еден период. Потоа отидов кај Весна Петрушевска, Baby Show, и со неа снимавме снимавме серија и имавме представа која што се викаше Нашата љубов. Тоа беше една детска представа која што беше многу убава. Се играше во МНТ и беше многу интересна, бидејќи имавме играно премногу пати. Беше многу интересно да се игра со деца и ние игравме со деца кои што, мислам, јас играв со деца кои што се помали од мене, доста помали. Ја иако имав 14, тие има по 9, по 8 години, по 10. И тоа беше многу интересно што како тие на тие години се снајдоа со учење текст, со едно со друго, и многу беше фасцинантно како ти успеа да го направат тоа. Дури некогаш и поточни беа од нас возрастните. 14 годишните. Возрастните. Па дојде еден проект со Санела Емин. Тоа беше една представа на ромски, која што беше за логорот, за еден логор во Аушвиц, така нешто, така го направивме да биде, нека биде Аушвиц, како ги малтретираат ромите, и јас требаше да бидам германец. И јас ја одбив таа улога, викам да бидам германец, бидејќи имаше тука многу погрдни зборови, кои што не можев да ги кажам, зашто беа 20 роми и само јас македонец. И само ми вика, режисерката ми вика, добро Давид, што ќе играш? Јас викам, јас сакам ром да играм. Ама знаеш дека на ромски се збори, така? Да, викам, ќе научам. И научив ромски и представата ја истеравме на ромски јазик. Го гледаш ли сонцето, се викаше. Многу беше убава представата. Мислам, многу таква страшна, а многу убава беше искуството и работата со ромите. Дејам, ама ти си им рекол као јас нема да глумам овој лик, вие што ми го давате. Да. Како да, тоа така си им го рекол? Нема да бидам, викам. Зошто ние бевме блиски со режисерката и јас се кажав дека мене ми е многу непријатно да ја играм таа улога, бидејќи стварно беше многу измачително, значи многу беше таква да ги мачиш, да ги тепаш едно друго, да ги пцуеш, иако ама на тогаш на тие години мене тоа го гледав како некоја многу лоша работа и не го гледав како глума, зашто глумците нели си прават такви работи, мислам дозволено е. А ти колку години си имал тогаш точно кога 16-17 години имав тогаш отприлика. И си реков, викам ром ќе видам и бев ром. А кој беше германец? Германци беа ромите. Аха. И многу беше интересно. И ти ствари си имал храброст да одбиеш улога. Мене тоа ми е многу фасцинантно, зашто знаеш, нели е неприфатливо. Као неприфатливо е да одбиваш улога поради тоа што улогата прави вакви работи и јас не сакам да го правам тоа. И тоа е како тоа не сакаш. Освен на пример, можеби ја одбиваш улогата затоа што не сакаш, не ти се допаѓа можеби таа приказна или не е за тебе таа приказна или не сакаш да идеш да работиш на тој проект специфично, ама да одбиеш улога само затоа што тебе ти е глупаво да играш некого, знаеш, тоа не се случува.
Така да како беше односот тука помеѓу режисерката и помеѓу тебе? Пошто вие сте биле блиски. Да. Сега дали тоа било добра работа, нешто што помогнало? И таа ми кажа, окей, вика те разбирам. И ми кажа во ред, ајде да те видам како ќе бидеш ром. И почнавме и тераа пробите. Првите проби јас бев германец. И јас не можев да ги кажувам репликите. Ама стварно не можев да ги кажувам репликите. И мене ме примети и ме праша што е проблемот и јас ви кажав и ми вика шо сакаш, добро, шо сакаш да бидеш. Ја викам ќе бидам ром. И ми вика добро. Така трна работата, почна пробите, почнав да ги учам репликите како што треба да ги изговарам со акцент, со едно со друго. И ми кажа дека е супер и тераше така представата после тоа. Она кога играш представата, кои се твоите очекувања? Како очекуваш? Дали има моменти кога што ти очекуваш некаква реакција од публиката? Јас очекував реакции и потоа мојот професор на ФДУ Ангелчо ми кажа дека не треба да се фокусирам на публиката, туку треба да се фокусирам на тоа што го правам и публиката какви реакции да има, тоа ќе зависи од колку јас сум фокусиран. Така да јас порано го очекував тоа, стварно бев фокусиран како што ќе мисли публиката, дали ќе се насмее, дали ќе аплаудира, дали нешто. И после тоа, кога ми го кажа тоа професорот, сега гледам тоа да го трнам на страна и се фокусирам само на сцена што се случува. Дали ти е битно? Имам јас познавам актери, дали ако заземат да играат некоја улога. И таа улога може да биде улога која што е социјално, која неприфатливо во нивното друштво, они да играат. Као нивните другари или другарки би мислеле дека како тоа ти игра, или би ги смејувале зашто играат таква улога. И сега они бираат да не играат такви улоги, само заради тоа што во нивното друштво тоа е социјално како неприфатливо. Као тоа не е окей, тоа е само улога. И треба, ако ти е дадено да играш и сакаш, играја. И дали мислиш дека е битно? Дали мислиш дека е битно што има некоја група тука да каже за каква улога нивниот другарки игра? Имам ист пример за ова, што ми се случи сега пред некое време. Јас имав улога да играм геј во една представа во театар Чекори. И сега моето друштво, кога им кажав дека ќе бидам геј, тие више се навикнати на тоа јас да им кажувам какви улоги ќе имам, дека се сите, што да ти кажам, мислам, наркоман, ваков, таков, едно друго, и никогаш немале проблем со тоа и никогаш не ми влијаеле да кажеш на лошо, да кажат еј вака така, може ќе се зафркаваат нешто, ќе дофрлат нешто, ама никогаш не било тоа нешто озбилно да кажат еј зошто го правиш ова или вака или така, имале секогаш разбирање за тоа, и знаат дека тоа е театар. И не ми влијаело многу, мислам, воопшто. А дали имаш колеги од факултет или другари или другарки на кои што тоа им влијае? Да, има на пример луѓе кои што не би го правеле тоа од причина што би кажале другите. На пример сега во некој да игра во некоја представа, да речеме пијаница, наркоман, не знам, проститутка, едно друго, и секогаш би се подразмислиле, знам такви луѓе што би се подразмислиле за тоа дали да играм оваа улога поради тоа што би кажале другите. Никогаш не ме интересирало што би кажале другите, поготово за таква работа, ако е добро изиграно или ако е направено, така да не гледам причина зошто некој би кажал лоша работа, ме разбираш, тоа е сепак театар. А зашто мислиш дека така луѓе го гледаат тоа? Или го доживуваат како нешто што е срамотно некој да го глуми? Во тоа да некој не ги разбирам. Не ги разбирам зашто сепак тоа е уметност, не е убаво ти некој да осудуваш поради тоа што некој ја направил таа улога така, и тоа е дадено. Тебе ти ја даваат таа улога, сепак ти си актер и мора да го сватат луѓето тоа околу тебе, дека ти ќе бидеш се што е возможно да може да се биде на сцена, и го осудувам тоа што има тие такви некои мислења за театарот, зашто не е тоа реално, не се случува, тоа не е вистина, тоа е како филм.
Буквално, како филм. Кога гледаш филм сега, ти исто како да мислиш дека на филм ако двајца бидат заедно, дека и во вистински живот се заедно. Така, Мислам, така. буквално истата работа е. Глупо е. Мислам, идиотско е, стварно. Например, Адам Сендлер бил со Дру Беримор и после со Дженифер Анистон, овој со двете иде, глупости. Така, стварно. да разбирам на што мислиш. Да. Не ми е јасно тоа воопшто. Ти сакаш да бидеш актер во театар, и ги имаш живите реакции од публиката, ги имаш тој однос со ликовите, и најверојатно сето тоа ти штом сакаш да го правиш, тебе нешто ти значи. И чисто мене ме интересира зошто ти значи и кој што сакаш ти да кој сакаш да бидеш поточно. Сакам да постанам актер кој што може се да направи. Тоа ти го кажав и минатиот пат во првиот подкаст. Во првиот. Што може се да направи, што може да се трансформира. Зошто тоа е најбитно за еден актер, да може да се трансформира од улога во улога. Да не биде ист секаде, да не биде на една фора секаде да биде, не сакам тоа на една фора да ми пали и со таа фора цело време да бидам. Сакам да имам трансформации, например да можам и да расплачам, да можам и да насмеам. И да можам исто така и физички театар. Се од тие работи, се сакам да бидам што е можно да се биде. И како мислиш дека изгледа тој пат за тебе? Доста тежок. Доста тежок и со многу работа, со многу труд, се надевам дека ќе го постигнам. Знам дека имаш интересна случка за приемен на ФДУ. Така да те молам, ајде дека биде и во кратки црти, раскажи ми ја, како доаѓаш ти до тоа до приемен на ФДУ. Доаѓам на приемен од Италија. Бев забен техничар таму. Требаше да седам 3 месеци, јас седев 2. И дојдов само за приемниот на ФДУ. Тоа беше еден Еразмус проект, небитно. Одиме на, мислам, слетувам на 20, на 21 ние имаме подготвителен курс. И почнуваме тој подготвителен курс, трае 5 дена со професорите што земаат класа. Тогаш. Професорката Мими Таневска и професорот Ангел Чуилиевски. Тие со нив двајца се водеше тој курс и во тој курс се објаснуваат некои работи за приемниот, како ќе функционира едно друго, не насочуваат на некој, ако не е нешто добро да не насочат на подобро. Тоа за некои луѓе, мислам, не се сите што ќе дојдат на приемен на тој курс, но пожелно е да се оди. Тоа беше едно супер искуство на курсот. Се запознавме, тогаш бевме 9, не примија 4 од тие 9 и другите 5 беа од што дојдоа само на приемен. Потоа доаѓа приемниот испит на 31. Не, на први. На прв круг. Во првиот круг ние тука треба да се покаже монолог, тест од општа култура, есеи, ритам и слух и што беше друго. И поезија. Поезија да рецитираме. И тоа се 5 чекори што јас сватив дека треба тие 5 чекори во 5 различни дена да се прават. И после тоа негде на кај 30 мене ми кажаа дека тоа се ќе биде во еден ден. И добро, ајде, одиме се наеднаш. Почнува тест од општа култура од Сабајле, после еден саат есеј пишуваш, после тоа ритам и слух и монолог. Завршувавме со монолог и поезија. Јас бидејќи многу бев добар ученик во средно и имав многу супер поени, бев 22 на листата, што значи последен. И ја монологот го кажав во 11 саат. И тоа беше многу стресно, зашто цел ден се тресевме сите и тензија има и сите се тука и сите се тресат, сите сакаат да влезат и се гледа желбата кај сите и така е малце многу страшно е. Стварно е страшно. После тоа поминав прв круг, кажав монологот, кажав поезијата, пеев колку што знам и одиме втор круг. Вториот круг траеше 3 дена. 3 дена од прилика, ме примаат на прв круг, викам добро, супер, одиме втор круг. Втор круг имаше монолози што ни ги дава професорите и некои вежби кои што ни ги даваат тука да се прават, импровизации, да ни видат докај ни е креативноста, вака така. Учевме, имав јас еден монолог од Ежен Јонеско, мажите имавме таков монолог, тој монолог беше значи толку збунувачки, апсурд е тоа.
абсурден театар и тоа беше еден монолог стварно многу збунувачки. Тој требаше да го научиме за многу кратко време. За колку кратко? За ден и пол, за 2 дена. И учи го монологот. Добро, ајде, го научивме колку го научивме, одиме на втор круг и завршува. Све ги кажуваме монолозите, утре дента резултати во 11 сат. И се собираме сите во 11, во 10 и пол, тоест бевме сите таму. И одиме и гледаш сите што се дека нели во втор круг се веќе скратени, има некои што не ги примиле и сите се тресеме. Ама сите се тресеме. Значи тоа беше седат сите и вака им се тресат рацете и страшно, пострашно од прв круг. Пострашно од прв круг. Прв круг беше страшно, а втор беше И чекаме резултати и само доаѓа од студентски прашања, ги лепи резултатите на бифе, а пред да ги залепи вика да ги залепам, а ние тука сите се препотени, изнервирани, чекаме више, аман више залепи и ги лепи резултатите. И ние седиме и се гледам таму примен. Тоа беше, не знам како да ти објаснам. Кога ги залепи резултатите, сите има различни реакции. Некој вика, некој урла, некој плаче, некој вака, некој така, тоа беше стварно како во лудница да си исто. Исто како да си во лудница. И ме примаат и ја одма прво нешто што направив и се јавив на мајка ми. И кажав дека ме примиле и мајка ми од таму рипна. Леле, супер! И се истурила со кафето, после ми кажа дека се истурила со кафето на работа дека беше. И на моите се јавив прво и на татко ми исто, кажав ме примија. И после тоа почнавме од 1 октомври, па се до сега е одлично и супер и воопшто не зажалив што сум таму и се што очекував, па дури и повеќе. Посебно ми е многу смешно како ти ја доживуваш. Од изгоре на сето тоа, оно што најмногу ми остави впечаток од сето тоа што ми го кажа е дека твоите родители те поддржуваат дека ти сакаш да идеш на ФДУ. Као они се окей со тоа. Да, ти си израдувала, да, многу родители нема да бидат среќни за нешто такво. Односно, јас знам многу родители кои што не им даваат на нивните деца да идат на ФДУ. Да, и јас знам. А дали ми можеш да ни споделиш кој е ставот на твоите родители за ти на ФДУ? На почетокот беа не многу сакаа јас да одам на ФДУ, бидејќи си бев на завен техничар, супер професија, струка, ќе бидеш докторе ќе те викаат, мантили ќе носиш бели. Ама не видоа дека нема да ми го сменат мислењето и после тоа више беа сега добро, чим сакаш. Тоа е тоа, сега нема да те влечеме наназад. И више се помирија со фактот дека јас морам да одам таму. И отидов и так, више сега се окей. Не знам точно како да го заокружам нашиот разговор. Мислам дека мене ми е многу драго што ти прво дојде пак. Што направивме супер муабет и се запознавме. И сигурен сум дека во иднина најверојатно ќе имаме некоја прилика кај што ќе соработуваме заедно. И јас те повикав затоа што верувам во тебе. И ми се допаѓа тоа што го правиш. Фала ти што ме викна, супер беше.